На интервјуа медитус кам мемуа Александар Велјановски га ВМРО ДПМН. Добро дојдовте во Алцат. Добра вечер и добро ви најдов. Сакам првично да почнеме со именувањето на Петар Богоевски како директор на Ерасмус. Како лик, како политичка фигура, дали според вас се случува да биде на таа место? Искрено, сега ја слушам оваа информација. Денеска во текот на денот имав активности. Беше во посета на Република Македонија, на собранието и на владата, председателката на Словенечкото собрание, на Државниот збор во Словенија. И така денеска ете со тие активности го ме проследи денот, така да немам информации за овој избор и така да немам понатаму што да коментирам околу таа одлука. Станува збор за човек кој шири говор на омраза не еднаш, на повеќе пати. Мислам, ве прашувам за тоа, пошто сакам да знам дали воопшто во партијата или во рамки на собранието беше дискутирано негов можен избор или негова можна кандидатура за таа позиција. Ќе повторам дека како пратеник во собранието немам информација во врска со било каков избор околу господинот Петар Богоевски, а исто така како пратеник го осудувам говорот на омраза на било кој општествен чинител, вклучувајќи доколку имало таква работа од страна на господинот, исто така го осудувам и тука треба да бидеме на чисто, дека треба да градиме општество кое што се потпира на силни столбови и на меѓусебна доверба и соработка без разлика на кој етникум се припадници нели граѓаните. Вашиот коалицијски партнер Вреди Ривлен денеска најави иницијатива за анкетна комисија во собрание во врска со спорната набавка на јаглен и во случајот Адитив. Дали ќе давате поддршка на таа иницијатива и дали ќе учествувате активно во тоа? Сметам дека дојде време кога треба отворено да се зборува за сите проблеми во општеството и за сите оние случаи кои што остана неразрешени, неоткриени, почнувајќи од модуларната болница, во која што нели во пожар животот го изгубија 14 лица, потоа случајот со автобуската несреќа кај Ласкарци, случајот со автобуската несреќа во Република Бугарија, Кочани, па и овие сумнителни набавки на адитиви на мазот. Апсолутно сметам дека треба да бидат дел од работата на пратениците и треба сите гласно да зборуваме во насока на изнаоѓање на решенија и заклучоци кои што ќе им ги понудиме на институциите како можни решенија за овие проблеми. Дојде време, дојде генерација која што веќе нема ништо да остави под тепих и јасно ја верувам јавноста дека ниту една работа нема да биде да остане сокриена и дека силно ќе се бориме против криминалот и корупцијата, се додека македонските граѓани не се почувствуваат дека се еднакви со сите граѓани во Европската Унија. Конечно тоа е целта на новата влада, да се удри директно во чело на криминалот и корупцијата. Со оглед на тоа како завршија сите анкетните комисии во собрание, освен таа за случајот Сопот, почнувајќи од последната за онкологија, па сите други за случајот Монструм, за случајот Алфа, па сите други анкетни комисии. Дали граѓаните може да веруваат дека нешто овој пат собранието може да дава како поддршка на истражните органи за расветлување на овие случаи? Моје мислење е дека анкетната комисија која што го истражуваше случајот онкологија во голема мера си ја заврши својата работа и податоците и извештаите кои што беа разгледани таму и инволвираните на некој начин кои што беа испрашани во текот на постапката во анкетната комисија и соодветно на тоа заклучоците кои што беа подготвени околу случајот ја завршија својата работа на некој начин, му овозможи, односно му помогнаа на обвинителството и му дадоја суров материјал во рака за да може да ја изведе вистината за случајот онкологија во крај. Не смееме да се криеме од актуелните проблеми, не смееме да се криеме од она што се случува и да се правиме слепи дека не гледаме што се случува надвор од парламентот, од владата, од судовите, од обвинителствата. Апсолутно сметам дека треба да бидеме инволвирани и дека нашиот придонес како законодавен дом мора да биде во прилог на вистината и во прилог на разоткривање на фактите. Дали после тоа
соодветно обвинителството, односно судовите, ќе постапат, тоа сепак зависи од нив. Нели би требало да имаме еден независен судски и обвинителски систем, кој што, за жал, гледаме дека е се уште пара систем на СДСМ и на ДУИ. Ке збориме за судскиот совет и совет на јавни обвинители, после дали во потребата за да се расветат овие случаи, тука е и трагедијата во Кочани. Како што кажав, ќе започнеме од случаите кои што се нерасветлени, како што е случајот со модуларната болница во Тетово, во која што знаете дека највиновен е продолжениот кабел и дека се уште до ден денеска немаме проширување на обвинението, ниту пак пресуди кои што се ефективни за вистинските кривци во постапката. Треба да испитаме и кој издаваше дозвола за неисправни автобуси да се движат со патници непречено стотици и стотици пати, така да и случајот во Кочани апсолутно треба да биде дел од една, не знам, надзорна расправа, анкетна комисија или како ќе се договориме како пратеници. Иако сметам дека за жал трагедијата или како сакате наречете го големото убиство кој што се случи во Кочани, досега се преземени, можам да кажам, најефективни мерки за обезбедување на инволвираните. Почитувајќи ја пресумцијата на невиност, можам да кажам дека ако имаме повеќе од 40 лица кои што се под сомнение и кои што се веќе обезбедени од страна на органите на прогон, во таа насока сметам дека треба поинтензивно да се движи истрагата и доколку треба и да се прошири. Поднесени се веќе и кривични пријави, што не беше случај во претходните случаи со модуларната болница, со Ласкарци и со инцидентот со автобуската несреќа во Бугарија, така да оставиме органите на прогон да се завршат својата работа, а секако, доколку тоа не ја компрометира истрагата, ние како законодавен дом, како пратеници, стоиме на страната на вистината и ќе учествуваме во секоја јавна расправа, надзорна расправа или анкетна комисија која што ќе биде поварана. Тоа значи дека може да давате поддршка на иницијативата на ДУИ за анкетна комисија за случајот Кочани. Бидејќи први беа ДУИ. Видете вака, пратеничката група на ДУИ денеска излезе со една иницијатива за која што ние јасно го кажавме нашиот став, дека таа иницијатива треба да се прошири на други случаи кои што сметаме дека се од висок интерес за враќање на довербата на јавноста во правосудниот систем и во институциите. И можам да кажам слободно дека ДУИ не е добар пример, односно дел од пратениците кои што беа во минатиот мандат не се добар пример за тоа како се води анкетна комисија, затоа што кога имаа можност да расправаат по информација, односно барање за анкетна комисија за модуларната болница, не обезбедија кворум како мнозинство и не можевме ние како пратеници тогаш да расправаме по тоа прашање. Така да сметам дека веќе созреваат како политичари и сметам дека оваа нова генерација ќе даде поддршка да разговараме за една поширока лепеза на случаи кои што треба да бидат дел од една анкетна комисија или надзорна или јавна расправа во собрание. Сакам да прашам малце од гледна точка на законодавец или член на законодавниот дом. Ваш коментар за изјавата на премиерот, каде директно, да кажеме, се меша во случајот во Тетово, каде што бара одговорност или бара да знае што се дешавало во судскиот процес за која деновиве јавноста зборува многу и за кој веќе се протестира моментално во Скопје. Зборуваме за случајот во Тетово? Да. Прво, каде беше газена 22 годишна девојка. За жал и последните случувања со одлуката на судот во кој што се потврди пресуда од 2 години затвор за обвинетиот, ја потресе јавноста и навистина влијае кон недовербата во судовите и сметам дека буквално тие инсталации кои што се останати
од времето и се уште го контролираат судството од времето на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Гледаме дека се уште безпрекорно функционираат помеѓу себе. Тоа е спрега на адвокати, обвинители и судии кои што по точно определени патеки знаат како да дојдат до определени пресуди кои што се во корист на некој. Дел од нив се купуваат со пари, дел од нив со политичко влијание. Во ниту еден момент и во ниту еден случај не сметам дека премиерот Христијан Мицкоски на било каков начин ја компрометирал истрагата со тоа што покажува интерес за да се изведат овие случаи пред очите на правдата. Тоа беше нашата заложба пред изборите, да се удри во чело на криминалот и на корупцијата. И сметам дека ништо повеќе, ништо не прави помалку од тоа што беше наше предизборно ветување. Еве да ја запрашам јавноста што друго треба да правиме ако изгласавме интерпелација недоверба за членовите на судскиот совет во собранието, ако покажуваме дека овие судии и овие обвинители не функционираат, имаат огромна недоверба кај граѓаните од 98% кои што не веруваат во нив, ако тие самите не сакаат да поднесат морална одговорност да се повлечат од нивните функции, кажете ни што треба друго да правиме, да чекаме сами да се повлечат и да ги оставиме да уживаат во нивните фотели и да носат одлуки кои што не кореспондираат со правото. Секоја чест за оние суди и обвинители кои што си работат честно својата работа, но сметам дека овој мал корумпиран криминален дел на суди и обвинители директно влијаат на честа на судиите и обвинителите кои што сакаат честно да си ја работат својата работа. Во таа насока во следниот период уште посилно ќе удриме по криминалците во судовите и во обвинителствата, затоа што една за секогаш мора да ја донесеме правдата на граѓаните, а таа правда да биде во согласност со Уставот и законот. Не сакаме ни да помислиме на други реакции кои што би можеле да бидат несакани доколку системот продолжи да не функционира. Ние зедовме обврска да донесеме систем кој што ќе биде функционален и во таа насока се сите заложби и на премиерот Христијан Мицкоски, и на владата, и на пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Постапката за јавниот обвинител дали ќе продолжи или како што вика премиерот моментално станува тука, па ќе видиме натаму што ќе биде? Како што кажав, недовербата кон обвинителството и судовите останува и понатаму. Трагедијата, огромната несреќа која што се случи во Кочани, не остава простор за создавање на една политичка клима која што би можела да влијае на процесот кој што се одвива во моментот со истрагата во Кочани. Обвинителот, иако е поведена постапка за негово разрешување, сметам дека треба професионално да се работи својата работа и да ја продолжи постапката во насока на доведување на сите докази, факти и аргументи пред судовите, за да крајот да видиме и конечен исход за тоа кој навистина е виновен за оваа трагедија. Доколку не се работи својата работа, апсолутно не сакам да звучи како притисок, најверојатно ќе продолжи и постапката кога ќе се смират тензиите. Ви благодарам за ваше време, Балцат. Ви благодарам.